Слушај ваму, драги мои пријатели и пријателки, јас ќе бидам последниот кој ќе му честита на Мицкоски. Господине Христијан Мицкоски, ви честитам нов премиер на Република Македонија. И пак го правам ова чекор 2 пред време, пред рука, што се вика рука. По маđarmalски. Ако ги гледате и ги памтите моите претходни подкасти, испадна дека за многу работи сум во право. Што се однесува, зошто бев толку дрзок и зошто пред рака, има луѓе суеверни се, ја не сум суеверен, туку едноставно, знаеш како, кога ќе застанеш надвор, чувствуваш до вчера било студено, сиво, пука мраз, искачаш надвор и чувствуваш во воздухот така топол воздух, гледаш птица, викаш пролет. Чекај се, ама од кај знаеш? Така чувствувам. Еве, чувствувам спрема се. Не едноставно внатрешниот часовник, ветерот, птиците, почистото небо, подолгото со... Значи, многу се аналогни, многу се перцептивни сите знаци кога доаѓа време за промена. За мене како новинар беше многу интересно лани, побајаги лани, кога беше известно дека ќе имаме избори токму во април-мај и бев на една средба со некои луѓе од ВМРО ДПМН да се договорам за интервју. Поточно не со луѓето, туку со службите кои со нив за да се договорам, контакти и така натаму и така натаму. Ти не секого можеш да добиеш. Мене ми беше малце чудно и викам, добро ви викам, зошто толку тешко се доаѓа до вас? Викам, што сега не сте власт, вика. Ау, вика, глава не може да се крене, вика. Тоа е, вика, врвулица од сабајле до вечер. Кој бе? Абе, луѓе поединци, мали партии, кандидати кои сакаат да бидат за председател, па бараат да ги поддржиме те ово и те оно и те ваков, те таков и така натаму. Од сабајле до вечер. Институции, разни странски делегации, амбасади и така натаму. Викам, врз што се базира? Пошто ги знам рейтинзите, ги знаев рейтинзите на ВМРО ДПМН, на опозицијата и стварно беше многу јасно, но прашање е секогаш се прашуваш дали тие се местени од самите нив или се местени од оние кои им служат, а други ги натекнуваат. Пази, некој може многу гадно да те насака, јас сум го видел со личности во историјата, му даваат лажни податоци дека е многу популарен, дека е се и тој се истрчува, почнува да збори све и го излизгуваат, потонува под браз. Исчезнува. Каква пасокизација? Пуф! Танос со прстите. Тогаш ми стана јасно, кога се уверив и јас лично дека клиентелизмот, оние што се како такви, нагрнаа кон ВМРО ДПМН. Но, она што успеав да го забележам, за разлика да бидат, пазарлак, да бидат дуќанџи, кои се мои, како да ви кажам, мои импресии, кои не се базираат на некаков професионализам. Едноставно, многу беа кул, ладни, беа строго, како да ви кажам, знаете, она европски политичар, да, строго љубезен и толку, нема падавичарење, нема седнуње по кафани, нема луди обеќања, ова ќе правиме, она ќе правиме, дај петка и така натаму, кој што се научени кај нас да го прават. Напротив, видов низ годините една смиреност. Мене, например, Мицкоски ми беше енигма. Викам, овој човек има ли или нема капацитет? Но он имаше 3-4 интервјуи, ако сега за кампањата не дојде, но имаше претходните години, скоро еднаш годишно доаѓаше кај мене. Значи, секој интервју, конзистентност во ставовите. Не измрдуваше,
ни со керефеки, ни со преозбилност. Едноставно имаше човечка страна и беше многу цврст и тврд. Зошто ми беше чудно? Затоа што обично политичарите знаат да се лигушат, знаат да бидат како да говорат она што народот сака да го чуе. Он беше многу тврд, дури и строг со мене, бидејќи па ја инсистирав и се уште стојам на таа теза дека во Македонија никој не може да одбере власт додека меѓународната не одобри. Овој пат меѓународната не одобри, ама не ни забрани. Овој пат меѓународната се помири со состојбата на теренот. Пред месеци ја почнав, кога почна кампањата, кога знаевме дека Гога ќе биде кандидат, реков, му честитам прв на Мицкоски премиер. Нити е воред, нити е професионал, ама јас знаев дека ќе добие. Не дали е убав или не убав, затоа што веќе беше јасно. Веќе дека им е збоктисано на луѓето од претходната криминална власт, се треба се научи 7 години мрцварење. И она што ВМРО ДПМН како опозиција го издржа тие 7 години. Ја ќе ви кажам дека ја лично сум слушал од луѓе од СДСМ, каде што, знаете како, као да се работи, као не знам, германците Холокаустот која го договарале како ќе ги требат евреите, тоа е еден состанок, постои еден филм, Језив, каде што ладнокрвно се збори како компирите ќе се транспортираат и сецкаат. Исто, буквално, нема емоции, ладно, со кој закон, еве закон ќе донесеме и така натаму. Така да они што го правиле по концлагерите било по закон. Така и овие. ВМРО ДПМН ќе биде елиминирано како партија. Пасокизација, не пасокизација, они сигурно се надеваат дека ВМРО ДПМН после загубата и после нивниот успех за влез на НАТО, промена на името, со промена на името, дека веќе газат. Но ароганцијата ги затера да прават што сакат и нивните работодавци или оние симпатизери кои им веруваа, да речеме, еве и странски амбасади, странците, Европска унија пред се им веруваат дека конечно еве ќе оправат работата, иако им висеше над глава. Пазете, ја има Катица Јанева, го има СЈО и го корумпира. И не им текна, знаеш, се викаш, добра, ајде, деси се и нама најболјима, што викаат кинезите. Не им стана јасно, а нам не беше јасно. Ние кукавме, вриштевме, алобе, со кого си имате работа. Бидејќи мојот став беше, не мораме да менуваме име, бидејќи ќе влезевме во НАТО, абе на сила, со акламација, со 300 чуда, без оглед ова што гледате, ќе се измислеше нешто. А впрочем, ние имавме и договор со Соединетите Американски држави за заштита, нели тој договор кој гарантираше безбедност на границите и безбедност на Македонија. Можевме такви 5 договори да направи. НАТО влеговме и чудесија. Сега летале авионите. А што не може да летаат грчките авиони? Ке се договориме. Билатерален договор. Ке се договориме со НАТО, Грција, трилатерален договор. Ете, не сме членки на НАТО и така натаму, и така натаму. Абе, нонсенс е работата. Мислам, разумни луѓе може да го направат. И сега кога правиш насилно нешто, насилно му менуваш име, насилно, а згоре на сето тоа криминал, лажење, корупција. Странците не се глупи, туку толерираат едно време, друго време, трето време. Еве, искрено да ви кажам дека они, например, беа решени веќе 2008 кога сватија дека Цугруевски нема заебанција, да го срушат. И не го направија веднаш. Тие служби работат 5-10 години и гледате шарената не започна преку ноќ. Таа идеше од 2010, 2011, 2012 и така натаму до 2016 година. Што све не изнаправи, и тоа беа купишта пари фрлени. И зашто викаш, што не ударат еден државен удар? Не, затоа што меѓународната мора да го направи тоа, да биде јасно дека е волја на народот, а имаше 2000 платени души и неколку стотици
искрени, кои мислеа стварно прават нешто добро, на кои ја лично прв сум им простил, бидејќи сами се покајале, и тоа јавно, им кои ги плаќаа и кои глумеа дека е тоа желбата на народот, волјата на народот, и уште тие и така неколку десетина, 20 ботови на Твитер, пар стотина на ова, дај му на цивил, дај му на овој, дај му на оно, и сите они глумат нешто, Боријан, Моријан, овој, оно, и тоа се создава. Арно, помина кај народот. За жал помина. Но мислам дека веќе не може да помине. Иако беше и штих тест проба за она што ќе го прават во Соединетите Американски држави, бидејќи им се, ако е во некоја задужбина, во нивниот концепт, им се појави како мазгов кој не може да го контролира Доналд Трамп, кој очигледно добро работи и ќе биде идниот председател, а со ВМРО на власт. И Доналд Трамп во Америка работите многу ќе се релаксираат. Нема да има оние радикални промени, ама ќе издише тензијата. Кога издишува тензија, народот е олабавен, бизнисот цвета, луѓето не име проблем да земе кредит, да инвестира, да прави, да ова, да она и така натаму. И еве го, Расторија ги прегазија. Стео Пендаровски е шокиран. Како тоа толку малце? Како не ти е јасно? Неговите не гласа. Дали се сеќавате на моите претходно видео колумни кога објаснував? Сега се што прават СДСМ е harm reduction. Они веќе не се обраќаа на неутралните, не се обраќаа на ВМРО-вците, не убедуваа народ. Они се трудеа колку толку своите да ги убедат своите 200-300 илјади симпатизери да гласаат за нив. Ручки отупани. Ручки отупани. Сега се 180. После тоа што ќе дојде? 130, 140. Што ќе направат? Ќе го донесат претходниот премиер. Не му цветаат ни, не му ружи. Кого ќе донесат? Која е таа личност кај нив која ќе биде храбра да издржи притисок без странски пари, без помош, без грб, туку машки да се соочи онака како што Мицкоски и ВМРО ДПМН се соочи со сите предизвици. Забравате ли колку ги гонеа, апсеа, блокира, заканува, суди, блокади. Тоа е терор, луѓе. Тоа е мобинг. Па треба да го преживееш. Сега они ќе речат, види у време со Груевски и Мијалков и ние трпевме. Тоа е многу интересно. Знаете што? Ја забележував дека во тоа време, затоа што си има дил со Европската заедница да ги поддржи, бидејќи ветија ќе направат тоа што треба да направат после Букурешт, дека намерно влегува у криминал, за да биде неопходно да ти изреагираш правно во една земја, а они да глумат жртви. Бидејќи нема ништо подобро и они цело време нивната кампања беше на глумење жртви. Се сеќавате ли само зошто беше нивниот скандал и она не тепа во парламентот 2012 година? Затоа што ВМРО ДПМН го зголеми буџетот за 50 милиони долари. 50 факен милиони долари. Дневно трошат, за 7 години дневно трошеа 50 милиони долари. Ама никому не му се гледаше, никому не му се слушаше. Нонсенс. Мизерија, мизерија. И да, добро е што прво што ќе направи Мицкоски е да позајми милиарда. Затоа што знае дека, јас знам дека таа милиарда ќе биде вложена. Јас сум го гледал, јас сум живеел со ВМРО ДПМН кога работи и кога тера. И не било тоа дело на еден човек или еден лидер. Не. Партијата си знае, си има еден концепт на работа. Тој е тој десен, републикански концепт на развивање на пазарот, бидејќи колку поголем пазар, толку повеќе работа, толку поголем проба, толку повеќе пари за државата, толку повеќе инвестиции. Тоа се гледа, тоа се чувствува. И народе, не се зафркавајте. Немој да заборавите што ќе ви биде направено за после за некој трач муабети како што заборавивте 2015 и 16, а овие убивале, а купувале мерцедеси, а купил наочари. Тоа е криминал. Видовте сега што е криминал и корупција. И не го заборавајте.
Добро е што само Мицкоски стартува со позајмица од 1 милиарда. Бидејќи штетата и дупката која ја направија за 7 години, секоја година по 1 милиарда се задолжува. Ништо не вложија. Објаснете ми каде е вложено, каде е клиничкиот центар, каде е автопатот Качанички пат до Косовска граница, каде е до Катланово, каде е Кичево Охрид, каде е фабриката за електрични автомобили, каде е коридорот 8. Една странска инвестиција, еден ново вработен. Колку се иселија, а папучи ставаа пред владата. Не ме правите будала. Не ме правите будала. Фала му на Бога што народот одлучи, се свести и рече доста вие. Ке изгубеа одамна. Се прошлепаа на стравот и теророт што го спроведуваа во име на наше здравје за време на короната. Немаше да дојдеме до ова дереđe. Но знаеш како? Се е попромисла. И добро е што се изнамачивме. Само ни стаа мака, се надевам дека народот е просветлен да знае да процени. А не утре некои снимки да му изведе. Да бе, овие не чинат. Чекај бе, брате. Абе, види си пензија, види си блата, глеј шо прават. На трач муабет. Тоа е страшно ние како реагираме ако некој изеде бурек за тебе. Слушај ваму, ама слушај паметно. Не слушај глупости.